Во чест на сите семејства кои изгубија се, денеска повторно чекориме, не затоа што сме ја преболеле болката, туку затоа што болката ја претворивме во сила. Чекориме по пат што никој од нас не го избра, но тој пат ни стана света должност затоа што чекориме во име на нашите 63 ангели, чија светлина не може да ја изгасне ни времето, ни неправдата, ни тишината, рекоа родителите на загинатите во Пулс на 28 март за ангелите што се одржа во Кочани. Колоната која во 15 часот и 5 минути тргна од паркот на Револуцијата се упати кон трговскиот центар, а оттаму кон управата за јавни приходи и полициската станица. При тоа запре на кружниот тек кај двојниот мост на булеварот Стево Телосиевски, каде имаше кратка блокада на сообраќајот. Ние ја носиме тежината што не се гледа, но се чувствува, но ја чувствува секој што ќе не погледне во очи. Таа тежина не се мери во килограми, туку во молк, во непреспиени ноки, во празни родендени, во фотографии што не стареат. Но и покрај неа стоиме исправени. Денеска не зборуваме, врескаме, со глас што доаѓа од најдлабоката болка, од празнината што не се полни, врескаме во име на нашите 63 ангела. Од болката за нив никна најсилната љубов, најцврстата вера и најчистата решителност. Вистината мора да излезе на виделина. Од нивната трагедија никна народ што повеќе не се плаши да бара правда. И токму затоа денес се уште чекориме. Чекориме за еден ден да можеме да кажеме: Македонија по нив стана поинаква, побудна, посвесна, побезбедна, токму благодарение на нив, затоа што тие не научија колку е кревок животот и колку е скапоцен. Затоа сме тука, да кажеме на цел глас, без страв и без молчење: нивната жртва не смее да биде залудна, но дали само нашиот глас е доволен? Зарем не треба да е тоа гласот на луѓето од цела Македонија? Гласот што бара одговорност, глас од народот што не се плаши да ја погледне вистината во очи и да каже: доста беше неказнетост, доста беше корупција, доста беше молк. Родителите на починатите побараа сите кои знаат дека се виновни да си ја признаат вината, без разлика дали се меѓу обвинетите или не. Наместо да се кријат зад пресконференции, трибини и митинзи со лажни насмевки, родителите порачаат тие да ја наведнат главата и да признаат дека сгрешиле. Потоа учесниците на маршот се упатија кон основниот суд во Кочани, на чија ограда оставија дел од транспарентите со ликовите на загинатите во пожарот во Пулс. По едноминутниот молк, колоната од семејствата и граѓаните кои им даваат подршка во барањето правда се врати на почетната позиција во паркот на Револуцијата. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.